4. Сара Сурладжиевска! Победник на првото талентшоу Баков Хит наречено Забелска е Сара Сурладжиевска. Честитки, мадам! А, само пред това, сега Елена додека поделила статуетка, трескам да им се обратам на сите други финалисти. Днес се хилите, вие нема да бидете заборавени, секако Кола Медиа Плюс и Убавени и здрави ќе стоят за вас и за вашите промоции. Барем најмалку една година, затоа да дадем еден голем аплауз и за Кола Медиа Плюс и за Убавени и здрави, кои што пружат безрезервна поддршка понатаму. И конечно го имаме финалистот на Заблеска и талент шоуто во организација на Убавени и здраве, заедно со нас Елена Ристевска и финалистот Сара, победник, кој токму во оваа двојка ќе ве гледаме многу наскоро со дуетот, конечно, кој беше долго најавуван. Најпрви победничката, како се чувствуваш? Така, првите импресии? Не очекував и не се пријавив на ова шоу со такво очекување дека ќе победам, затоа што навистина имаше добри кандидати. Многу ми е мило, се разбира, како и на секој победник. Сега сум многу возбудена, срцето ќе ми излета од гради. Знаете, ова е нешто прекрасно. И се разбира, се заблагодарувам на организаторите на шоуто, навистина убаво приредено и навистина сум почестена што ја добив оваа награда и воопшто што учествував. Одлично, ти посакав и на почетокот дека да стигнеш до ова. Елена, што понатака? После ова, кои се твоите импресии? Конечно еве го имаме и победникот. Ќе ве гледаме како што кажа оваа двојка, што е следно заедно со вас двека? Се подразбира, го знаеш одговорот на прашањето, се подразбира соработка или дует. Интересно е како обратен процес во моментов правиме од тоа што е мој принцип. Мојот принцип е обично кога имам добра песна, тогаш може да се создаде некаков дует, меѓутоа чекавме да видиме каков сензибилитет ќе има победникот за да можеме заеднички да направиме нешто интересно и се надам добра песна и хит. Така што ќе видиме. Најбитното е во студио. Јас секогаш што го потенцирам, сите шоу програми се одлични за да го покажете својот талент. Меѓутоа, единствено она шоу каде што јас победив, да речам, пеевме своји авторски песни, не наши авторски, меѓутоа така се вели за песни кои што се исклучиво компонирани за вас. Откако испеавме своји песни, веќе се знаеше кој што и како се снаоѓа во овој бизнес, музичкиот бизнес. Така што ќе видиме полека, има време, ќе отидеме во студио. Ќе ја слушнеме Сара како пее и на македонски, бидејќи ја слушнавме за на англиски и не може на Бродвеј да ја пратиме, како што му кажав на еден кандидат, така му кажавме. Така што ова е наша публика, македонска публика и се надевам дека ќе успееме да ја освоиме со нашата песна. Така, тоа и беше целта, практично да ја промовираме македонската музика. Ве посакаме и двете во одличен стил и одлична музика, да се видиме здрави и на промоцијата на вашата песна. На самиот крај да те прашам вака твоја оценка, еве сега иако ја слушнавме заедно со нели сите дел од жирито, меѓутоа твојата лична оценка за неа еве вака веќе како финалист. Жирито си го кажа своето мислење, секако јас бев дел од жирито, значи не одлучив сама, се подразбира дека сите имавме своја сугестија, фаворити и така натака, меѓутоа едногласни бевме за Сара. Тоа треба многу да ви кажа, затоа што она што е многу важно, треба да им биде на сите комплимент е дека целосната појава, целосниот пакет е многу важен. Тој X фактор претходно што го кажував, бидејќи такви гласови светски има, толку подобри од една Бионсе да речеме или од Уитни Хјустон. Меѓутоа факторот е оној X фактор е многу важен за понатамошно градење на кариера. Сара го има, а тоа е многу битно. Не треба да имам конкретни пофалби, комплименти до неа, едноставно го содржи она што е потребно за на сцена и дај Боже да е тоа долготрајна кариера. Така, блискава кариера ти посака. Минимум, извини, не можам више на штикли. Минимум кариера колку мојата, скоро да речам 2022, 20 години од кариера. 20 години, огромна бројка. Ете, конечно ти се случува и еден подмолок заедно со тебе да направите едноличен дует. Блескави бевте и двете, ви посакувам блескава кариера особено на тебе, токму тоа е и целта да време е да заблескат вакви млади таленти. Ти благодарам многу. Иднината е на младите.